Почитувани ги практично ви информиравме за овие сервисни информации што се однесува и секако за случувањата во земјата и во светот. Одиме со делот од Студио 10 во кој што носиме нели и каниме гости и разговараме. Денеска во студиото на наше задоволство е господинот Златко Поповски, дипломиран електроинженер со акцент или во фокус со специјалист за антипожарни системи. Господине Поповски, благодарам што ја прифативте поканата и да дојдете да поразговараме малку нови прашања, секако како повод немилиот настан на пожарот што се случи во Кочани. Ви благодарам што ме поканивте да присуствувам на ваква една емисија. Пред се би сакал да изразам сочувство за постраданите и сите други повредени. Им пожелувам брз опоровак, со тоа што се надевам дека во иднина нема да се случуваат вакви големи трагедии, па и мали да бидат, сепак се трагедии. Јас, како што вие кажавте, веќе 40 години се занимавам со оваа дејност и живеам со оваа дејност, во смисла на тоа дека имам имплементирано некаде околу 400 инсталации и проекти со реализација и со одржување после тоа, бидејќи работев за една фирма од Загреб која што ме задолжи од Белград надолу целиот Балкан да го држам. Во Македонија имам инсталирано некаде околу 159 инсталации во најклучните објекти, како војни, така на служби, наменска индустрија, редовно производство и општи установи од јавен карактер. Така да искуството е огромно и веќе толку време се поврзано со нели со противпожарните системи, инсталација и одржување. Јас кога работев за Пастор инженеринг од Загреб, моето ОЗТ едното беше за апарати, за мобилна опрема и тој сервис исто го државме заедно. Меѓутоа, мојот дел беше повеќе во инженерингот, кај што беа 230 души вработени, од кои 200 беа инженери кој логистика моја. Од Белград надолу го држев тој дел, а негде имам, значи, Косово, Србија многу, Бугарија, Грција, тие ми беа регионите кои што одговарав и имплементирав многу од овие системи за откривање, јавување и гасење на пожарите, што е најбитно. Сега ќе ставиме акцент повеќе на гасењето, бидејќи дојавата и јавувањето на пожарот е еден од сегментите на тоа. Меѓутоа, ако немаме гасење, тогаш во технолошките процеси не сме постигнале целта. Целта е да може да тој процес да не зависи од човечкиот фактор, бидејќи човечкиот фактор знае некогаш како во случајот да откаже. Ние секој противпожарната заштита ја автоматизираме и автоматите, веќе компјутерите и дискретните елементи во централите реагираат и ги гасат пожарите со различни соодветни медиуми во зависност од технологијата. Но јас сакам да кажам, вие кажавте кај сте работеле овде, но сте работели и на најголеми и најтајни објекти во светот, ама тие остануваат тајна и нема да откриеме, нели, ќе почитуваме она, нели, завет на молкот што се вели, ако сте работеле во некои, нели, посложени системи од безбедносен карактер и од секаков. Таму ме влесувале со црна вреќа на главата, да не се знае кај се влегува, иначе буквално тоа ви се случувало? Да, бидејќи таму се центри од највисока важност за нив, бидејќи тоа се најскапите опреми што може да се употребат за одредени цели на со други намени. И би била вадена вреќата од глава кога ќе веројатно до местото до кое што треба да работите. Така е. Не, сме потпишувале и конфиденцијалност, нели, изјави, све, али тоа било принципот на работа, бидејќи наменската индустрија е многу специфична. Тајните центри се подземја, тие се бункери, кај што има многу скапа опрема. Летањето се контролира, свемирот се контролира, да не кажуваме. Така, добро, да не кажувате, нема да ве тераме нормално да ја пречекорите линијата, она што е потребна, иако сте во пензија,
тоа останува веројатно до животно тој завет, нели, да се молчи и тоа. Така е. И на кои на подморници сте работеле, ете тоа. Па да ви кажам, нашата опрема што беше од таа организација беше една од најквалитетните и имаше сертификати на Lloyd, што е многу битно. Сите елементи дискретни што се вградуваа во централите беа тестирани. Значи од воен карактер беше направено така да можеше издржат од минус 50 до плюс 50, да кажеме, степени, што е во електрониката денеска реткост поради високите температури, освен ако не е таа намена војна технологија да се применува. Јас имав среќа да влезам во организација која што беше многу авангардна, беше лидер во регионот и ние правевме трансфер на технологии од Англија, од Германија, од Америка. Во исто време правевме и трансфер на знаењето во областа на противпожарите во тие земји, во Германија, во Англија. Јас конкретно работев најмногу на англискиот случај, кај што таму има стандарди, кои што стандарди ние ги преземавме, али исто така и на Германија, кај што работевме по нивните прописи за противпожар. NFPA се на американците прописите, FOC, Fire Official Committee на англичаните, додека на германците се прописите VDS, кои што законот се повикува исклучиво на почитување на тие прописи. И јас веќе нив ги знаев на прсти, према нив работевне, према нивните норми работевне, нашите елементи беа направени по тој норматив. Имавме собствени стандарди воведено за производите што ги имавме ние, зашто тоа требаше да се сервисира таа опрема после тоа, од кој ќе се вгради. Вршевме обуки на полицијата, на надлежните управни органи кои што беа за тој сектор, противпожарните инспектори, вршевме обука на самите корисници. Објектот кај што вие се наоѓате моментално Годел, имам работено 3-4 система кои што спасива неколку пати веќе технологиите. Тука беше вградено, вода беше вградена, распршена и плюс се од вас за лакирницата. Така да овој дел ми е, кога ме прашавте каде е. Така, кога вие нели се интересирате каде е телевизијата, па споменавте, уствари, споменавте на кои фирми сте развивале тие антипожарни системи и рековте значи, Годел. Можам да спомнам фирми некои во Македонија кои што се од клучно значење, Железара, Охис, Хемтекс, Макпетрол, сите сметачки центри, халонски инсталации. Сето тоа поминало низ вашите раце и низ вашиот мозок. И одржавањето, што е најважно. Точно. Тоа се траеше до 95-6 година, кога веќе системот почна да варира. Кога ние влеговме во транзиција, кога имаше приватизација, кога нели жал ми е многу што не може да не се знаеше кој е газда, кој е одговорен, така за тие системи пред кого треба да се одговара. Господине Поповски, велите јас живеам со пожарите, не со пожарите, туку со противпожарната одбрана, и после толку години, таа проблематика ми е прекупација и имам визија, значи како треба да се организира све, бидејќи јас сум после тоа учев и стратешко планирање и стратешки менеджмент на економски факултет, каде што тоа беше основата за правење на почитување на основните закони за една држава, тоа е просторното планирање. Значи, ако нема планирање, ако нема изработка на планови, ние не може да имаме иднина за нашите млади. Како што се покази во стварност. Ајде вака, јас повторно ќе ве вратам на оваа трагедија во Кочани. Сега јавноста бара, медиумите, гостите што гостуваат низ медиумите бараат одговори дали ова што се случи е плод на некоја системска, нели, на некој системски проблем во системот или пак на корупција, на поврзани структури, на многу структури, многу нивоа што решаваат, па кој решил, кој не дорешил, кој без јасни ингеренции, кој зашто е одговорен. А кога слушнавте за пожарот и кога ја прочитавте веста како човек од таа бранша за противпожарни системи, што прво вака ви падна на памет? Па, прво беше многу криво. Што е нормално. 60 души, тоа е трагедија. Второ, не би сакал да навлегувам во тој случај, бидејќи не са тоа велам она што го видовте таму, дали... Јас имам малку специфичен поглед, бидејќи сум комплексен менаџер или
мултидисциплинарен поглед имам. Така. Во мојата Од она пракса... што го видовте таму и сите ние што ги видовме тие слики што останале од дискотеката, дали ви како да кажам, дали видовте таму нешто што е по закон наместено и инсталирано или не, и оние слики не со би сакал гасење? да се изразувам, Добро. бидејќи моите мисли се многу негативни во однос на тоа све. И јас имам своја концепција како што е едно друго, тоа се коси со сите законски нормативи. И велите, незнаењето не Значи, треба да се оправда со овакви трагедии. Тама апсолутно, работа, како тие луѓе, собственици или други ќе спијат, мене не ми е јасно. Сега не е убаво јас да дискутирам, меѓутоа денеска све се решава и корупцијата се решава. Корупцијата се решава на наједноставен начин. Имам некои своји идеи да се земат, да кажеме, во четврта година студенти на техничките или на другите факултети да се инфилтрираат во одредени организации, комисии и надлежни управни органи со парт-тајм. Друго е младите луѓе кои што ќе се инволвираат во противкорупцијската борба, да може да се организираат, бидејќи друго е 3-4 души ако имате вие во една закоштена организација кај што и корупцијата владее по министерства и по ова. Да, овие млади луѓе се во состојба за ситна пара за 10-15 илјади парт-тајм време да ги разбијат тие кругови. Тие се борбени, тие се чисти, наивни и некорумпирани. Има начини софистицирани како тоа да се постигне. А во областа на противпожарот имам своја визија како да се организира на ниво на една држава, бидејќи тоа ми било прекупација. Ја направив и софтвер за тоа, направив и концепција, направив и стратешки планирања. Дали сметате дека господин Поповски, вие рековте дека во околу 159 фирми, ако не се лажам, во Македонија сте инсталирале противпожарни системи и тоа системи што сте ги правили уште во поранешна Југославија, но тоа не е битно да речеме. Дали сметате дека од тогаш па до сега се врши контрола на тие системи, во каква кондиција се? Дали сметате дека доволно внимание се полага во таа сфера на противпожарната одбрана? Дали се вложува во сето тоа, бидејќи како и секоја една технологија и таа оди напред? Ние сега зборуваме овде како да сме 15 век, да речеме. Да ви кажам, ја имав комплетна прегледност до 95-6 година, кога веќе државата почна да клекнува. И ќе ви кажам, противпожарот, како и енергетскиот дел во индустријата и воопшто во дејностите во Македонија и во цел дел светот е природен монопол. Што значи, тоа оди од озгора надолу. Тоа е хиерархиски централизиран процес. Исто и во противпожарот. Ако тој не е централизиран, вие нема да имате прегледност, нема да имате надлежност на органите кои се одговорни ако не се спроведува тоа. Значи, тоа е природен монопол. Исто и струјата, исто и централите и енергетскиот систем. Тоа е баланс во тој дел. Телекомуникациите претпоставувам. Во природниот монопол на една држава треба да се прави диверсификации, треба да се прават некои други модели современи кои што може да се имплементираат. Меѓутоа, конкретно да ви одговорам на прашањето за системите. Системите си имаат свој век на трајност на елементите. Тоа се 20, максимум 25 години, што значи дека тие мора да се обновуваат, да се реконструираат, да се надоградуваат. Јас имам системи кои што се веќе 50 години стари, 40 години јас сум во таа дејност, повеќе, а тие системи веќе се дотраени, меѓутоа да отидам денес да ги пуштам, јас сум 100% сигурен дека ќе се активираат, бидејќи еден систем се активира на 3 начина. Тој не зависи од човечкиот фактор. Автоматиката е еден начин, со автоматско активирање, полуавтоматско е со содејство на човекот во активирањето во стартот. Тоа се прави преку овие јавувачи, рачника што имаат, се крши ова и се удири и системот се активира. Така донесовте вие нешто за да демонстрирате тука, што не е лошо, и граѓаните да видат дали, особено тие што живеат нели во колективно стамбено живење, дали има нешто Ова е еден од типовите такво. на јавувачи кои што со ионизационен, со реактивен принцип открива дим, наоѓа, рано го открива и го гаси, го активира модулот за активирање. И тоа е автоматскиот начин.
И трето е рачно, кое што одиш директно до уредот, со повлекување на рачки одредени, се активира и медиумот за гасење оди во просторијата кај што треба да се изгаси пожарот. И јас сум имал неделно, не него месечно имав по 2-3 пожара, технолошки пожари зборуваме, во треска лакирница, во Хемтекс, Малон, влакното, да не збориме за Пан, да кажеме. Пан беше направен со дренчер системи. Тоа се овие спринклери кои што се мала работа, вака како го гледате, меѓутоа голема работа врши. Он го открива пожарот, еве ги конкретно овие, тука има една ампула на одредена температура на 68 степени, таа се топи и през него има таа нонстоп под притисок, ако е спринклер системот. И водата удира тука, се прават распршени каплици кои што го гасат, настанува ефектот на емулзификација врз самиот медиум кој што треба да го изгасиме и он гарантира, да кажеме, ова е за 9 квадрата. Секоја спринклер има своја квадратура, своја знаење, своја технологија и тоа све треба да се знае за да се испроектира добро, ако е добро испроектирано, тој ќе изгаси. И после наредниот спринклер, па другиот спринклер, пак се понатака, ако се шири, али во 90% случаи тој се гаси со максимум до 5 спринклера. Господин Пописки, дали сметате дека кај на сега во новите градби, да не одиме поназад во историјата, дали сметате дека се вградуваат квалитетни противпожарни системи? Ние ги гледаме, нели, кога станува збор за противпожарни, секогаш ни оди паметот новие противпожарни што се апарати ПП и окей, викаме тоа ќе не заштити. Во противпожарот има две дејности. Едната е превентива со мобилна опрема, а другата е со автоматска опрема, која што го автоматизира процесот на гасење на пожарите и воопшто организацијата на гасењето на пожарите. Ние не треба да ги одвоиме едно од друго, меѓутоа едното си има едно знаење со една процесна постапка, со активирање на човекот и ќе ви кажам, апаратот многу пати грешки се прават, не се обучени луѓето. Тие промашуваат. Како промашуваат? Тамо е специфично. Зависи каков тип на апарат е. Ако е под константен притисок, ако е под секундарен притисок, апарат се опаша. Некои велат и празни апарати имало, сега имаше нели експерти нема што празни даѓа апарати, апарати празни нема бидејќи апаратот подлежи на 6 месечна контрола, ако контролата не е направена. Ама ако се прави на 6 месеци контрола. Ако не се прави, пак не може тој толку. Ако е на суво место, се чува и се прави треба да истече CO2 медиумот кој што го активира прашакот да го исфрли. Меѓутоа кај се прави грешка, се притиска апаратот еднаш, вториот пат тој се активира, се пушта и после се, значи обуката е многу битна. Апаратот не е само стегни вака и чекај, тогаш ќе излезе гасот, а прашакот ќе остане таму. Значи има цаки. Тие цаки ако не се обучени луѓето, значи превентивата е најмногу во обуката. И секоја куќа според мене, и секој домаќинство и секоја институција најмалку по 2 апарата за да може да има веројатноста да е поголема да успее да го активира, тоа е 50-50. Значи и зависи како е испроектирано, како е направено, колку е просторот. Од многу фактори зависи, меѓутоа обуките и знаењето на специјалистите не мора да бидат специјалисти. Многу малку се обрнува внимание на ова. Да речеме, обуките се многу битни. Обрнуваме, не се изземаме. Јас секоја недела изведував обуки специјално за пожарникарите и одевме и по градови, и по единици, и по противпожарни. Меѓутоа, кај мене беше најтрагичното што јас видов во моето обучување, кога одев горе на запад, мене ме носе во случај кај што се десиле такви големи хаварии. И кога ги гледав, јас сум се згрозувал просто. И ја секогаш пред себе ја имав таа слика на тоа што се случило таму и тој хаос и хорор што станувал таму. Јас живеев со тие и не сакав мене да ми се деси тука во Македонија, бидејќи еве како што сега што тој хорор, сега што се дешава, тоа е трагедија во која што ние мора да се бориме во еднина, а за тоа концепцијски има решенија, многу едноставни, многу јасни, денеска технологиите се многу напредни.
Гасењето на шумските пожари вие е рековте дека посебен гасењето проблем. е посебен проблем и не е проблем да се гасни, не е толку проблематично да се гасни пожарот, колку што е проблематично да избувне тој. Така велите, бидејќи се совршени, ама модерните технологии. Што не знам ние дали имаме средства да ги набавиме тие технологии. Што мислите, господин Поповски? Видите, тоа се скапи системи, меѓутоа ништо не е поскапо од човечкиот живот, тука спор да нема. Кај нас многу се греши со употреба на средствата. Пожарот е најевтиното нешто против пожарната заштита што може да се деси. Како? Во светот постојат принципи, како работат германците, како работат американците, како работат Запад цел, па и исто веќе. И постојат така наречени фондови за превентива. Јас правев системи во Рек Битола, $5 милиона коштаа тогаш. Реган беше тогаш директор, не кеше да прифати, после тоа од кога го убедив и кога дадов кривична пријава, го прифати, меѓутоа овозможив и финансирање. Тогаш постоеше во Југославија фонд за неразвиени подрачја, ФНП се викаше, и употребував најмногу нивните пари ги употребував не за вградување. Комитетот или корисникот на уредот или фирмата во Рек Битола имаше такрав багери кои што се огромни. Генераторите, кои сте виделе халите какви се, ке заболи глава. Тоа е нешто несфатливо за обемот и големината на тој дел. Тоа све го заштитивне. Сакам да кажам друго, дека во начинот на финансирање учествува најмногу осигурувачките друштва. Затоа нормативите тие ги пишуваат. Фал да е со овој пропис, што е германски и е основен за инсталирање на соодветни инсталации од секаков тип, или Минимакс, која што е една од најаките фирми светски во областа на противпожарот. Тие се финансираат исклучиво од осигурувачките куќи кои што имаат сметка да ги вградат тие системи. Тие кога ќе ги вградат системите, комитетот учествува 10 до 15%, другите пари они ги даваат, они финансираат, јас со нив поише работев за финансирањето. И тие овозможува ефтино да излезе на крајот. Се исплатеше, бидејќи тие сакаат да го заштитат објектот за да не платат после многу повеќе пари за оштета на изгубените добивки што ги може да ги добијат. И тие после тоа, за разлика од нормалниот принцип, ја намалуваат премијата на осигурувањето. Тоа се цаки финансиски кои што се применуваат и ден денес се работат. Кај нас не се применуваат. За жал имаше во ЗОЕЛ, што велите секој што може нели во својот ЗОЕЛ интерес да го пронајде. функционираше во ЗОЕЛ, ја сега не знам како е. Ќуби ова, она нели се сменија многу работи. Таму имаше задолжени лица кои што со нив работувавме перфектно, тие даваа средства, ние работевме, имплементиравме и затоа и вградивме толку многу системи. Нас ни беа одрешени раците и од МВР и од ова да ги правиме тие работи, бидејќи тоа е во заштита и во превентивата. А ден денес има такви прекрасни технологии за гасење што ќе ве заболи глава, не треба ни пожарни кар да оди ни ништо. Денеска концепцијата е најнова да се гасат со дронови. Дронот има на и со помош на вештачката интелигенција. Да не ви кажувам, јас конкретно работам и на употреба на роботиката. Ме интересира, го работам, бидејќи и моите деца кои што се инженери, двајцата го работат тоа. Едниот громообранска заштита, заземјување кој што се фази во противпожарната заштита. Вие ако немате заземјување, џабе ви е све. Ако немате громообранска заштита, пак ви е џабе. Поготово по руралните краишта кај што нон-стоп удираат несреќи, гледате вие, гинат луѓе и од тоа, пожари стануваат од тоа. Во енергетиката конкретно, ако не употребувате вештачка интелигенција, не може да командувате енергетиката. Тоа е најкомплексен систем кој што може еден човечки мозок да го замисли. Енергетскиот систем на една држава е основа на екзистенцијата и економијата и све друго. Значи, концепцијски треба да има стратегија Македонија во која што ќе се превземат тие најнови мерки, ќе се имплементираат, ќе се организираат на хиерархиски принципи, на одредени логични принципи кои што се стандарди. Дали сметате дека ние имаме стратегија или работиме така стихино на овие системи со некои застарени нели нормативи и правила, а велите светот оди напред и технологијата? За жал, јас сум разочаран многу. Бидејќи ваква случка се деси, тоа кажува дека тоа се индикатори кои што кажуваат дека нема никаква организација.
И таа што Нити се постои, почитуваат законите и таа што така, постои, импровизирано нешто сега ја направено. не сакам да критикувам, бидејќи не е убаво, тие нашле такво засходно решение, меѓутоа јас сосема на друг начин би организирал сите работи. И против корупцијата да учествува, и против пожарот да функционира со стратешки определби кои што се современи, нормални и ефикасни. И допробани од современиот свет, човечкиот како да фактор и кажеме. најважно политичкиот фактор да нема влијание во тој дел. Ама кај нас овде политиката е Па секаде сега, инволвирана. да ви кажам, зашто е Шведска и Австралија најуспешни земји? Бидејќи тие кога се менуваат таму властите, тоа е како на еден конј да има седло. Администрацијата треба да биде седло, а конјот кој што се менува, политичарите од оздола, нека се мени кој сака, кој ќе му ставиш тоа седло, тој функционира така. Зашто се тие ефикасни? Затоа што тие го водат балансот меѓу четирите основни столба на една држава. Тоа се судскиот систем, нели, Извршната законодавната административниот власт, дел, така да. другите три компоненти, али јавноста е четвртиот столб кој што е основен. Ако јавноста ги нема податоците, не му се даваат јавните податоци, не може да критикува, не може да Еве, ние прави. дали имаме критичка јавност? Што ви говори ова сето? Немаме критичка јавност. Имаме обиди, меѓутоа кај нас се луѓето многу борбени во тој дел. Одма политичарите да ги сузбијат, одма да ги ликвидираат, одма да ги нема, медиумите ги купуваат, да ги командуваат они. Критичка јавност е позитивна работа. Таа води кон прогрес. И по основните на диалектиката, и по однос на све. Тие носат иновации. Иновациите денеска го движат светот. Така е. Не може тие да јавноста е основниот принцип за коректив на трошењето на јавните средства, ако збориме, бидејќи јавните средства, буџетот сега за политичарите е джепарац. Си го трошат како сакаат. Не може буџетот така да се планира. Планирањето на буџетот е една од На вакви најделикатните стратешки работи. нели прашања како што е меѓу другото и нели против пожарната Против пожарот е специфичен, така, многу лесно се одбрана. организира, после тоа многу лесно се лоцира одговорноста и тој мора да се држи до законските норми што се пропишени, тие се многу позитивни нашиве се сите. Ја ги копирав, па ги препредував, па ги правев, па ги давав на МВР, па ги имплементира тие колеги што ме разбирава, а имаше многу такви колеги кои што беа среќни кога ќе им се даде примерак на норматив на Германија или на соседни држави или како некаде нешто решено така да. И исто го работе и во Србија. Таму имаше исто колеги кои што ние бевме многу блиски со сите тие луѓе, зашто живеевте со таа проблематика да ги сузбиеме пожарите. Шумските пожари. Денеска решение има идеални за такви работи, меѓутоа треба да се имплементираат. Не може ние со импровизации, со примитивни Ние секаде модели. имаме импровизации за жал. Има модули во шумските пожари кои што Еве се повеќе и допринесуваат. повеќе што од човечки фактор, господин Поповски, што и од климатските нели промени што се тука што ги живееме. Шумските пожари дури велат и сами можат да се запалат, да се случат, независно, можеби не е човечки фактор во причина. Што мислите вие, дали Македонија овој систем како што го има, нели, колку ги имаме ние сега, колку сме кондиционо, нели, опремени со, знаеме, со застарени возила, ама шумските пожари нели може со возило да се оди, Видете, па нели бараме помош од странски држави за канадери и тоа. Да, има така наречени модули во заштита, во противпожарната заштита. Шумските пожари многу лесно се решаваат ако се знае што се сака. Значи, основно е знаењето, да се разбереме. Така. Во секоја област знаењето е основа. Знаењето е единствен ресурс кој што расте со течењето на времето и во историскиот дел. Што повеќе старите луѓе што знаат, стариот, таму не се троши, него се зголемува, бидејќи се акумулира знаење, уште ново, нови технологии, ново све. А во шумските пожари е доста едноставно све, ако правилно се постапува. Да ви кажам примери, ако сакате. Да, повелете да зборуваме за... Има Македонија, нели, од година Да. во година се соочува со се поголем број на шумски пожари. Јас работев на една програма на крос-бордер соработка меѓу Бугарија, Србија и Македонија на тромеѓето. И таму имаше, ги терав од Паланка, од ово, да прават
таков проект да се влезе во соработка, меѓутоа не наидов на разбирање, иначе меѓу трите општини, српска, бугарска и македонска, требаше да дојдеме до некој споразум за да ги, или со Албанија исто беше случај, кај што кросбордер соработката можеше да се дефинира во заштита од шумските пожари. Што значи тоа? На високите репетиторски места кај што тие репетитори веќе постојат, инфраструктурата постои, наснабдување постои, енергија постои таму. Се вградуваат камери. Камерите сликаат, тие јавуваат. Кога ќе јават негде дека има шумски се појавил, тој се гледа, надзор, се врши надзор. Значи, просторен надзор се врши, меѓутоа треба да се направи проект, систем на камери, да се организираат, тие сите да се централизираат, додат на едно исто место и од таму, кога ќе се деси појава на пожар, веднаш да се реагира. Како ќе се реагира? Има техники кои ще се толку софистицирани и ефикасни, ќе се зачудите. Меѓутоа не би навлегувал многу, бидејќи многу детали бараат. Така. Али човечкиот фактор, после 5 сати, после 10 сати, кога тој ќе се... Таму шумскиот пожар е специфичен. Јас имам една книга, учебник за шумски пожари. Рековте сега во последно време и со дроновите се стават во функција на гасење на пожарите. Дроновите со врзано одстрево на нив, или со навигавани со вештачка интелигенција. Најефикасни. Дроновите и на 15 спрат да се качи горе, он пози себе влече едно лесно црево, се вика тоа. Доле на дронот има цевка, таа цевка влегува во него, одоздола се подпомага со притисок од возилото, кое што е доле или од хидранската мрежа се врзува. Дронот оди горе и со шприц, значи рој на дронови, не е еден. Ја ќе ви покажам видео, ако сакате да гледате на видео е снимано све. Он се качува горе, оди, прска, гаси све за секунда со медиум кој што е соодветен. Значи, навлегува во просторијата. Чудни се тие нови технологии. Еве, гледате во војната во Украина, тие се основни. Сега не сакам да негативен контекст. Добро, точно, дроновите се употребуваат за жал и за убивање луѓе. Мора да имаме ние иновации. Мора да имаме предвидувања такви. Мора да знаеме што сакаме. Конкретно, како да го изгасиме пожарот, како е најефикасно, како е најбрзо. Времето игра голема улога во тоа. Ако ние потрошиме многу време во неорганизираност и чекање на човечкиот фактор, дали некој пожарникар ќе јави или нема да јави, или ќе дојде па ќе стаи капа, па нема да стаи капа, па скалата, па... Тоа е за останати работи се тие више. Значи, концепцијски мора да ја осовремениме противпожарната заштита во Македонија. Не само тоа, туку и центрите, односно институциите што се грижат за тоа дали ние имаме ефикасен систем за противпожарна одбрана. Бидејќи сега имаме дирекција за заштита и спасување, па го имаме центарот за управување со кризи, некако тој систем како да не ни е во, како да кажам, можеби треба да биде една организација од каде што па не критикуваме, разговараме бидејќи еве вие врз основа на вашето искуство сте експерт, значи зборувате така. Ти да имаш 300 души, а да реагираш на ваков принцип, срамота е. Вработени. Да не зборам за другите сега. За мене тоа не е добро, не е ефикасно. Јас сум инженер, јас сум конкретен, јас сакам резултати. Ако не сум практичен, џабе. Значи, треба изис како постои. Изис како е централизиран. Зашо е ефикасен? Зашо е единствен, централизиран, дава најстручни, најсоодветни мерки, контролира статика, нели ова, она, све кажува. Една градба без дозволен извис вие не може да изведете. Така? Така, еве сега... Во пожарот е слично. Тоа ви кажав, природен монопол. Еве гледаме сега не може секој да се занимава без подпис на нелегален начин на ова. Дали е дозволена импровизација во овие области, господин Поповски? Ба еве го импровизацијата, видете што доведе. 60 души. Јас сум тотално разочаран. Мене ми е срам од својата се осеќам и самиот крив, бидејќи не сум допринел да натерам системот да реагира и вакви случаи да нема. И ако работев активно тие години на таа проблематика, досега ќе имаше, да кажем, уште 200 организации кои ќе беа заштитени. Не може вие додите во мол или во кино или во и да се плашите дали ќе останете жив и некој друг да решава за мојот живот, некој газда. Срамота е тоа.
Газ за да решава за животот на моите деца. Па што доведува до тоа? Доведува до вакви трагедии. Жалосно е. Жалосно и голема загуба, непоправлива и неповратлива и кај што нема поправен, мислам за жал. Се случува и на други места, далеко од тоа, и ќе се случува. Бидејќи јас имам представа што значи тоа противпожарната заштита во индустријата на Македонија како фактор. Да не ви кажам, јас сум малку оптимиста, кој што има многу податоци и ме принудува да станам песимист. Така е, точно. Разбирате? Да. Од она што го гледате на терен, што се случува. Не само што го гледам, што го знам. Да. Менталитетот, односот, едно од друго. Закон се бара, повикува на позитивни прописи, ако ги немаме, еве ги тука се ќе се имплементира, ќе се направи. Меѓутоа треба да има солидна власт посветена на таа проблематика да реши. И корупцијата е иста. И превентива, нели, што ќе си повеќе време ќе отстапиме и простор и превентивно да делуваме за да не дојде до таква ситуација. Ме интересира дали сте ги прочитали овие понови закони, да речеме поново време за противпожарна заштита. Дали сметате дека нашите пожарникари ја имаат доволната и потребна едукација? Дали поминуваат низ правилна и потребна едукација? Мене не ми треба да ги читам, бидејќи ја ги преведував, Добро, ја ги правев тие закони. Затоа велам дали се присутни тие нормативи овде. Ви живеам во споредба со современиот свет, од каде што велите сте ги преведувале. Ви кажувам, живеам со таа проблематика. Ја право е наука со логика. Вие рековте многу е битно, извинете, ви го земам зборот, дека рековте пожарот, ако сакате, и правна тема. Мене тоа ме заинтригира. Во која смисла правна тема? Тие инсталации се правни нормативниот дел, може. Тие инсталации се правни инсталации. Моите инсталации, јас ги градам правно. Одговорноста е огромна. Ако не направите правилно, а не сте запишале што сте правеле, значи записници, ја водев по 4 записника под индигирано копија, имав 2-3 порачки, оние као фактури што земаат па индигирани, и кога правев записник, правев 4 записника. Еден криев кај мене, другиот го криев на друго место. Тоа е правна инсталација. Утре ќе се деси нешто, ќе ме затворат. Јас ќе одговарам ако нема тоа, нема. Вака пишуваш, оставаш трак, доказ, дека си превзел све, кој е надлежен друг за тоа. Одговорност, тоа е правна инсталација. Ја право учев накнадно, за да можам да одговорам на сите тие. Бидејќи ме викаа на неколку вештачења, за Адинг ме викаа на вештачење тогаш кога погина, нели, еден човек таму, и за други судски случаи, бидејќи обвинителите ние се знаеме во Скопје кои се, како се, што се, за кој за што надлежни. Многу судии ме викале као за да чујат мислење. Меѓутоа, негде сум кажувал, негде не сум сакал да кажувам, бидејќи не сакам да навлегувам, тоа си е нивна работа, нека си го не грешат. Меѓутоа, правото денеска и вака и така. Двозначно го прават. Не можеш ти таква право не смее да постои. Правото е наука со логика. Ако не е конкретно, ако не е јасно, ако не е разговетно, предвидливо. И таму одговорноста треба да се лоцира точно да се знае кој за што е одговорен и како е одговорен. Затоа ќе се доаѓа до вакви катастрофи. Ова е катастрофа. Да екзистира толку години, објект бришан простор. Од 2012 бришан година. Простор е тоа. Хара некој си приватник кој што ќе реши за смртта на децата мои и туѓи чиви да се наши се. Наши, тоа се наши деца, да. 60 души. Срамота е тоа. Трагедија. Не сакам да на таа тема не би дискутирал, така, да, знам, мојот став е многу јасен. Мене ми е све, така, мене ми е све јасно до детали. Експерт, еве малку да го разбудиме вниманието со ставање на фокус на оваа тема, дека еве доаѓаат и стручњаци од областа на градежништвото, ни дојдоа и пожарникари, и ова сите кажуваат дека во Македонија како да не владеат законите, како да не се читаат законите, како не се да кажам, нема ни знаење за тоа. Добро, можеби нема и знаење точно. Ова е точно. Мултидисциплинарна, ви реков. Меѓутоа ова може независно, значи пожарот фаќа и може не дај Боже и многу повеќе да направи штета. И очекувајте дека вакви импровизации
Да не збориме во производните процеси. Таму уште потрагично ќе биде. Само не дај Боже да има такви жртви. Бидејќи жртвата е нешто што не фрустрира сите. Така. И во име на тие жртви што отидова, ние сме должни да преземеме ригорозни мерки Санкционирање кон тие што не да се почитуваат организираме закони, подобри, точно. подобро да се организираме, да ја унапредиме таа противпожарна заштита. Ама еднаш треба да биде на дело тоа направено, а не само сите плям, а ништо. Во суштина трокираме. Така. Еве имаше пожари, велиме шумски пожари, ги имаше минатото лето, па еве и сега имавме пред неколку денови. Меѓутоа доаѓаат тие шумски пожари со опасност да загрозат и градски средини. Мислам дека летоска до Неготино имаше една таква опасност каде што имаше и бензинска пумпа и резервоари со нафта, така да може, не да Боже, штетите да се огромни. Тоа допрва следи со неодговорниот однос кон сите тие работи. Ако ние немаме концепции, ако немаме разработки на варијанти, ако немаме сите математички операции во теоријата на хаосот, да направиме моделна итерација, да го внесеме тој модел во иднината и тој да ни даде решение со одредени прогнози и мерки кои што треба ние да ги превзееме. Меѓутоа, за тоа треба многу знаење и многу ангажирани математичари кои што ќе знаат тие модели на интерација и прогнозирање да ги направат. Малку зборам абстрактно сега, така, да. Обичниот човек треба да свати дека денеска постојат машини за прогнозирање. Шта би било кад би било, што викаат срдите. Значи, да имплементираш модел, да отиде во иднината и да ти се врати од таму со решение. Тоа е вештачката интелигенција. Ние гледате дека и нашите... Алгоритми во противпожарот се прават многу лесно и брзо. Ако ние не ги направиме, неки имаме протоколи, неки имаме знаење. Знаењето е основа движечка сила на секоја гранка. Така, Исто е и во тоа. Да не зборам за политичарите. Ги гледате какви се. Да. Но еве, малку и нашата овде, како да кажам, и граѓаните некојаш не водат сметка, пак ќе речам, во тие колективни згради нели што живеат и тоа, затвараат тие гради, скали за спасување, за евакуација, па ги претвораат нели за чување како остави, како тоа, без да водат сметка дека некогаш, макар и еднаш во животот да дојде да се соочат со, не дај Боже, ваква ситуација, дека може да се погубни тие такви чекори што се прават. Зборуваме за зградите. Да. Јас по Загреб одев во одредени згради кај што експлодира плински боци. И кај нас имаше случај. И кај нас точно. Кај Лепотиците, кај Варадар, мој колега погина. Точно, кај Обединети нации мостот, да. Погина, тој беше таму мислам и два пати се случи, да. мислам дека таму. И сум ги гледал последиците. Ќе ги кажам дека генераторите во една зграда од оздолу до горе, точно. Беа свиткани како да се од конец. Железото е најлошиот материјал во однос на противпожарот. Тоа е катастрофа, тој веднаш паѓа. Дрвото е многу поквалитетно и брвнара некоја конструкцијата ќе остане последна, ќе се гледа, ама дрвената греда нема тотално да падне и да изгори. Околу неа све ќе изгорат сите дрвени елементи. Кај железото е друго. Тоа се топи, паѓа веднаш. Овде, во случајов, мала е таа дупка што се гледаме ние. Тоа ако рукнало све, тоа ќе имаше, сите ќе беа мртви. Без врати, без прозорци, без дишење, без евакуација, без... Срамота е тоа. Срамота е. Ја ви реков, јас сум во шок. Да, дури викаат дека и системот за електрично, на што треба да се спушти, нели, при опасност, електросистемот за електрична енергија, дека не алармирал, да речеме. Сега добро, тоа се све, ќе видиме истрагата што ќе покажи, како ќе покажи. Штетата е ненадоместливо направена, 59 млади животи до сега. Во зградите постојат електроармари. Денеска има иновации такви, што тие електроармари имаат мини системчиња, кои што реагираат во одреден момент и го гасат пожарот и водат до исклучување на елементите сите во една голема табла на една зграда.
Значи, ја имам примери, носам сега, немаме време многу да се ориентираме на тоа. Веќе, да, меѓутоа, да ви покажам, да видите како ти во автомобилите исто. Тоа е мал уред. Под хаубата се вградува, има ли пожар нешто, почне ли да гори автомобилот, тоа она, автоматски он го гаси. И ти дава сигнал, ти дава информација, ти дава све. Значи, светот на автоматиката, телекомуникациите и автоматизацијата комплетно во денешно време, све го има решено. Тие иновации треба ние да ги имплементираме во нашите закони. Каде што треба, како треба. Не да решава човекот и ако опали, ако не опали, ако апаратот вака, ова си работи автоматски све. Само треба контрола редовно и нормално имплементирање. Повторно ќе се повикам на гостувања овие денови, тука кажуваат дека нели во нови згради па хидранти не работеле и тоа има. Какви хидранти што велите на тепка дали ќе работи, што велите дали ќе опали, дали нема да опали, ама секунди се во прашање кога може да се направи навистина. Не дај Боже, некоја поголема хаварија. Мене ми се јасни тие работи, бидејќи јас ги гледам малку по-специфично и со повеќе детали и го сакам тоа да го работам. Меѓутоа, обичниот човек нема време за такви работи. Допрва да тој знае све. Точно, да. Меѓутоа, ако системот него не му даде што треба, како треба, доаѓа до ова. Точно. А да не збориме за моралот и етиката што ја имаат денешните пазарни услови. Пазарни услови, да. Тука безбедноста и превенцијата на граѓаните е на последно место. Нема невидлива рака на пазарот, има математика. Да. Математиката е основа на сите емпириски истражувања. Ако ние не ја примениме, жабе ни е ова све. Да. Нешто што ме заинтригиравте во подготвителниот разговор вчера за настапот беше просторното планирање. Рековте за противпожарната заштита е многу битно просторното планирање. Па како? Да. Во која смисла, господин Поповски? Во секоја смисла. Секое планирање е добробит за идните генерации. Значи, не може sustainable development или одржив развој вие да правите без векторска анализа. Тамо се три фактора. Економија, значи екологија, тоа се подразбира, тие три вектора и социјала. Тие три вектора, ако меѓу себе немаат баланс, не може вие да постигнете успех. Како ќе направите? Зашо екологијата сега ја мешаат, бидејќи таа е фактор кој што врши во балансирањето. Просторното планирање конкретно. Видовте вие, Скопје беше многу убав град до 95-та, 6-та, додека не почна да се претапкува, да се пренаполнува, да се прави. Се загуши. Сообраќај нема услови, згради сегде напикани од густи профити, земјоделското земјиште не смееше да се дозволи земјоделско земјиште да се употребува, па ние утре ќе ги рушиме зградите за да правиме храна. Така, да, точно. Скопска котлина, ние сега имаме Бавчанскиски измени на регион. закон, земјоделско земјиште се дава за можност на поставување фотоволтаици. Да. Абе, какви фотоволтаици? Тоа е добра работа, меѓутоа фотоволтаикот е на уштрб на... Тој се монтира со прописи на склонови кај што карпасти, кај што не може да се искористат за друго нешто. Но еве земјоделско земјиште предвидено. Ама земјоделско земјиште, тие греота е на Бавчански крај, као што беше Лисиче, ти да го прекопираш со згради и да правиш за да тие од провинција имаат по некој стан во Скопје за кога ќе дојдат да ќе се гради стопишта нагоре задводно, негде кај што е неприступачно, кај што не може да се искористи за друго. Точно. Паметните луѓе како ги правеле селата порано во примитивното време наназад. Оделе во планините, се во подножјата на земјата чувале како злато долу. Точно. Оделе обработувале, што им била екзистенција, тоа им било живот. Тие 100 пати попаметно од нас реагираат. Ете пример за обично просторно планирање. Така, за просторно планирање. И уште тоа е основен документ за една држава. Основен документ. Па имавме и тој документ за рамномерен регионален развој, па ништо не се направи со тоа. И со тој рамномерен регионален развој ништо нема и околу тоа направено. А само уште едно, ако се земе колку сме ние подложно подрачје за развивање на пожари, на отворено сега зборуваме, бидејќи дали во тој дел имате некакви знаења, сте проучувале за ружата на ветрови што овде постои? Зборувам како цела Македонија, не само Скопје. Има многу,
ама си остануваат кај мене бидејќи не можеме да ги имплементираме, Така. бидејќи никој не го интересира да дојде да каже или не да праша мене, Еве, народ доаѓа, стрништа пали, мислам, иако има казниво е сето тоа, меѓутоа пак ќе видиме навечер запален. Видете. Пред некој ден имаше во Струмица, нели, голем пожар исто. Срамота е во март Да. да има пожар. Срамота е. Времето е такво што значи човечкиот фактор треба да биде така организиран да има логики во сите тие работи. Македонија иначе е поднебе кај што има големи горештини летно време понекогаш. Климатските промени се многу бавни, тие се стотици години. Ние се залажуваме дека ете за 2 години се промени климата. Климата не е променета, тоа е процес бавен, не може да се регистрира така едноставно, но мерките за заштита од пожари, поготово шумскиот дел, не да има, тоа ви кажувам, цела книга имам ружите, како се испитуваат, како се прави, кај дува ветерот, како се гаси, кај се прават процепите, кои така, машини, бидејќи тоа е филозофија, кои нели? машини, Може ли да се модули. дефинира воедно пожарот? Постои ли дефиниција за пожар или има онолку пожари колку што има ситуации со палење, со негово појавување? Може, како не може, све може. Денеска ви кажав, Да. све може. Може да се предвиди, што се вика. Модели постојат 1001. Вештачка интелигенција, еден дел е усмерена кон решавање на такви алгоритми, кои што ќе дадат резултати. И таа сама реагира. Сама прави да еден систем биде успешен. Роботите, тие треба да заменат све комплетно ние од што се плашиме. Зборувам за Ние сме за далеку од сето тоа. Не сме далеку. Мислите дека не сме далеку. Дека дали имаме Еве, средства сето тоа вие, да го набавиме и да го кажам, развиваме. Да ви кажам, Да. во медицината гледате вие, без роботи, без систина, без овој, без оне, без скенери, што можете да направите? Да. Не, ние гледаме тоа, но колку е тоа применливо кај нас овде. За тоа Применливо е ако имаме акал, да Тоа знаеме да. што ни треба, И тука знаење да и да дадеме го средства, набавиме. точно, А да. иначе тоа се произведува, се прави, чак ние во тој дел требаше одредени кадри да се ангажираат. Значи стручни кадри, не зборам за нели за конкретно за стручњаци и експерти. Не мора експерти да бидат. Едукацијата е основа и инфраструктурата е основа за напредокот на една држава. Една држава треба да биде, за да биде експортно ориентирана, извозно ориентирана, за да биде успешна, за да биде добитна економијата, да има раст као Кина, треба да се вложи најмногу во едукацијата и во инфраструктурата. Значи, подршка на таа мисла што ќе се направи. Зашто Кина успеа? Да не мислите дека од небо и падна тоа све. Купи знање од Запад, Така. зеде технологии. Праќаше своји нели студенти, млади луѓе на Запад, така. Ја ги пратам потезите што ги правеа луѓето уште од 72 година. Како ги тие правеа, како Кина се развиваше? Кина се разви за 15 години. Ама Кина си порача знаење од Запад, најубавото знаење го купи, направи на програма РАПС, се вика таа, и се разви за 15 години. Знаете ли кај беа кинезите пред тоа? Да. Тоа е Тоа е тоа. кај нас Инвестицијата во знаењето никогаш не може, мислам, да биде една држава оштетена ако инвестира во знаењето. Како може реколме, само таа да се расте само расте нагоре. и да напредува, така е. Во едукацијата која е добра едукативниот систем. Да. А не да се упропастува, да се даваат лажни дипломи. Срамота е Така. тоа. Срамота е. Господине Поповски, има уште што многу да се зборува на оваа тема. Да. Благодарам што дојдовте, што ни демонстрировте тука, донесовте многу од вашите материјали со кои што сте работеле на времето и апаратура се разбира. Благодарност до некое следно гостување. Еве ќе ги зачестиме и ние медиумите малку да зборуваме на овие теми со цел да привлечеме внимание, се надеваме дека за подобро на сите нас. Ви благодарам и вам што ме поканихте сепак да малку после толку време да кажеме некои зборови во таа многу важна област. Така, ни беше чест со таков експерт на вистина да имаме нели соработка во овој дел и да ни гостувате во емисијата. Ќе ви стојам на располагање секој што ви е Ви потребно за да ја пропагираме таа вредност и таа област во која што е многу битна за да превенираме да не доаѓа до вакви трагедии.
овие молови денеска што постојат, кина, собирање на Концертни пари. сали се разбира, да. Ама има, Театри, све има решение. Во Македонскиот народен театар инсталирав систем. Луѓето беа пресрекни во тоа. Фонко беше директор, газдата Така, Фонко, на времето, после, да, на времето. И сцените, хаоните, едно друго, тие да не беа. Замислете вие, театар да е затворен, да има 2000 души внатре, или Борис Трајковски, или некој друг, што ќе Така, стане? сала, точно. Ако нема концепција, Точно. ако нема Да се користи панични пиротехника во дадени светла, овако ако нема точно. тие услови што се пропишани со овие нормативи, Или нешто да алармира, нели, да алармира дека нешто се случува, да. Што човек да се зачуди како ние работиме примитивно. Импровизирано, јас се импровизирано, срамам. што велите или ќе упали или нема да Ова упали. е негативно баш за така. целата наша држава. Така е. 60 души млади деца да отидат, а да не збориме за другите пострадани, Да. кои што се, дај Боже да се излечат што порано, какви травми ќе предизвика. Тоа се И психички тоа травми, се апсолутно, не само значи секундарни ефекти ќе има, индуцирани ефекти во времето. Тие ќе имаат последици, сите тие ќе бидат хендикепирани више. Така. Тоа Да се молиме за здравието на сите нив.